Студено декемвриско утро. Ова утро одлучив малку сам да прошетам низ улиците на Будимпешта. На само неколку метри од хотелот B&B налетав на еден мал плоштад и навистина прекрасна катедраличка. Тука од страната на катедралата налетав и на споменик на револуцијата од 1956 година. За жал, катедралата беше затворена и немав можност да влезам. Убаво е да се почувствува духот на Божик и на Нова година во Будимпешта. Само неколку дена пред католичкиот Божик, за жал нема снег, меѓутоа сонцето ни се насмевна и како што забележувам и се надам дека денот ќе биде убав и ќе имам можност да го прошетам целиот град. Секој град изобилува со своја посебна и прекрасна архитектура. Решив да навлегувам и во помалите улички после разгледот на градот со водичот, кој што навистина ни даде убав преглед и убава содржина од градот на најбитните работи. Меѓутоа, сакав да го почувствувам градот Будимпешта со својот сјај. Како што забележавте од самиот почеток, одлучив да ги избегнувам главните улици, бидејќи главните улици се побучни, повеќе луѓе, повеќе гужва, може и рано наутро, па навистина имаше некој мир по улиците. Секако сакала или не, морате да налетате на некој од главните улици, поголемите. Пак избирам да продолжам по оваа улица која што видов дека се вика Марија. Сепак забележав дека и како и кај нас и овдека голем проблем е паркингот. Налетав на некој импровизиран паркинг во овој дел од градот. По патот налетав и на некој гроф. Да, убава е и внатрешноста на секој град, убаво е да се прошета низ оние помали делови или квартови, како и да кажете, и повторно една прекрасна катедрала. И на мојата почетка налетав на уште еден споменик, не знам кој е овој лик, меѓутоа ќе ве препуштам на уживање во прошетката низ Будимпешта.
Иако не сум некој што обожава навигација, денеска ја вклучив навигацијата, меѓутоа сепак одам во друг правец, не во правецот во кој што ме води навигацијата. Таа секогаш води кон некои полесни, побрзи патишта и главни улици. Јас тргнав спротивно од тоа. Низ оваа прошетка низ Будимпешта, не можам да кажам дека Будимпешта изобилува со зеленило и со паркови, меѓутоа, како што забележав, на секое можно место се наоѓа по некое барем мало паркче и со неколку дрва и се разбира некој споменик. Од чега ми помина час и половина, знам дека веќе зацртав каде ќе го поминам денот, меѓутоа интересна ми е оваа прошетка низ градот. Забележав дека во близина постои уште еден парк. Решив да го посетам уште тој парк и ќе одам кон мојата крајна цел. Убав искористен простор помеѓу зградите и место каде што можат станарите да се одморат. И не можев да не застанам во еден од рестораните, да испијам кафе и да уживам малку. И не можев да тргнам од тука без да ја пробам нивната ракија од Кајсели, како што ја нарекува Кајси Барацк. Навистина интересно и пријатно место за седење и за уживање и
добивме дури и попуст од 10%. И немој да кажете дека нешто во животот не можете да направите. Со добра мисла, добар збор, малку насмевка, успеавме и сонцето да го измамиме, успеавме да добиеме и попуст од 10%. Сега морам да кажам дека тука си вредеше малку и англискиот јазик. Ова е познатиот булевар во Будимпешта Андрейши. Да, и добро забележавте, помина на товарена кола. Слично како и кај нас. И на крај или на почеток на улицата стигнав до целта. Паркот на хероите. Претходниот ден посетата беше со локален водич, а денеска одлучив сам и еве тргнувам на лева страна да видам што се има да се посети во овој парк. Полека стигнав и до зоолошката градина. على طول بطر دنوشيكم ملفت صبيبة. تعالوا كيت كاسة. إيه هركشتك كاسة. И тука ги забележавте цените и единствено може да се плаќа тука со картичка, бидејќи има машина за билети. Цената за возрастни за влез во зоолошката градина изнесува некаде од 12 до 13 евра. И не ќе беше лошо да се посети зоолошката градина и да се влезе внатре, меѓутоа и зоолошката градина е навистина голема, а и град како Будимпешта изобилува со многу содржини, а нашиот престој тука е само 3 дена и морав оваа прилика за посета на зоолошката да ја оставам за некој нареден пат. На неколку пати фрлив краток поглед од надвор и навистина изгледаше прекрасно. Забележав дека има и циркус во близина, или веднаш после зоолошката градина. Не знам кога и од колку часот работи.
cosiddetto. И стасав до анонимниот, затоа што се верува доколку му го протриете перото, ќе имате среќа. Come una foto, no, mio fratello. И можам да кажам дека за мене е среќа што имам можност да патувам и што денеска или овие неколку дена сум во Будимпешта, имам можност да уживам во убавините на Будимпешта. Среќа е кога уживате и во малите работи. Треба да правите во животот она што ве прави среќни. Тоа е најбитното. Сите ние немаме исти потреби. Некој сака да чита книги, некој ужива кога ќе го испи утринското кафе, некој ужива кога патува. И на оваа патување тргнав сам. Всушност ќе кажам, не сам. Ова е мало охрабрување за сите оние што сакаат да патуваат, а можеби немаат со кого. Каде и да тргнете, никогаш не сте сами. Секогаш сте со група која што сака да патува, која што ужива токму во оние работи во кои што уживате и вие. Доколку уживате во нешто, правете го тоа. Уживајте во животот. Јас, да речеме како професор по јазици, одлучив да завршам за туристички водич. Ова е само мало истражување, патување, осознавање на големите европски градови. Не плашете се да ја смените вашата професија, да го смените вашето работно место. Не плашете се да патувате. Доколку имате желба за некоја дестинација, сторете го тоа побргу и уживајте во животот. Ha guidato le battaglie per fermare l'avanzamento dei turchi. Во снимањето на овие видео се трудам навистина да уживате, меѓутоа и да добиете најреална представа за Будимпешта и во овој момент за овој парк. Мислев да не се искачувам догоре, навистина сум изморен, меѓутоа љубопитноста си го прави своето. Одиме понатаму. Одејќи вака нагоре изморен, си велам самиот на себе да не бев толку упорен и љубопитен, кој знае во животот дали ќе успеев да ги направам сите овие работи. Да, тераса и руфтоп гарден. Да,
баш се изморив од оваа моја прошетка, веќе скоро 4 часа, меѓутоа мора да го видам погледот на Будимпешта од другата страна. И да не се чудиме, не знам ето јас што е ова, меѓутоа некоја нивна атракција или некој споменик, железни столбови. Кога некој знае да работи, знае. И конечно гори погледот од другата страна. По оваа интересна и долга прошетка, одлучив повторно да се вратам во ресторанот во кој што бев претходно на ручек. И како и претходно и сега тргнав по други улици, уште малку да го разгледам градот пред ручек. И низ вакви балони налетавме на неколку места низ градот, навистина се интересни, меѓутоа потребно е да имате резервација. Интересно е што дека се чувствува божичен и новогодишен дух, посебно навечер. Иако не е стемнето, сепак се чувствува овој новогодишен дух и во ова мало, но убаво паркче. Има ли згалиште како што може да забележите? За ручек нарачав пилешко на некој нивен начин. Рекоа дека ова е традиционално јадење тука во Будимпешта. Ресторанот повторно ист.
Меѓутоа сега внатре. И после прекрасната храна, малку низ Будимпешта преку ноќ. И не дека го посетив ресторанот заради попустот, го посетив од причина што на вистина беа љубезни сите вработени, а храната морам да кажам дека беше одлична. И намерно повторно избирам помали улички низ Будимпешта во кои што може да се види старата архитектура. И право од ресторанот, одејќи, излегов кај тркалото. А тука во близина на тркалото се наоѓа и базиликата Свети Стефан. Ово ви го објаснувам за да доколку ја посетите Будимпешта ви биде полесно. Иако имав желба да се возам на ова тркало, сепак многу тешко вечера, бидејќи навистина е голема гужва и предновогодишно и божично расположение. Полека стигнав и до Chain Bridge, како што тие го нарекуваат, или мостот со ланци. Fa padrissimo le cose era là. Ja, stimmt, ja. И тука сме од другата страна на мостот. Откако поминав мостот со ланци или Chain Bridge, како што го викаат, тргнав кон мостот Елизабет Бридж.
Сите велат на запад не знаат да се забавуваат. 6 часот попладне, а веќе забавата е почната. Го поминав Чейнбридж. Понатаму тргнав, како што веќе реков, кон Елизабет Бридж. Понатаму ќе следува Либерти Бридж и на крај пред хотелот Петофи Бридж. Се надевам ќе успеам сите овие мостови на реката Дунав да ги поминам, иако сум веќе изморен и повеќе од некаде 7-8 часа пешачи. И стасав до Елизабет Бридж, пред кој се наоѓа овој споменик или споменик на слободата. Некако одлучив сега во моментот да се водам по навигацијата, не ми дава да поминам тука преку мостот, туку на наредниот мост, мостот на слободата или Liberty Bridge. Одлучив да ја послушам навигацијата, бидејќи веќе сум изморен, може да не се поминува овој мост или бидејќи тука е некоја голема крстосница, подобро само да продолжам право. Да, и забележав луѓе дека го минуваат мостот, најверојатно навигацијата ми даде таков правец, бидејќи се наоѓав доле и веднаш ме упати на следниот мост. Сепак, подобро е да стасам побргу, за да можам да одморам малку во хотелот. И како што реков, се наоѓаме кај мостот на слободата, понатаму се наоѓа Петофи мостот. А ова, како што реков, е мост на слободата или Liberty Bridge. És aztán természetesen И еве конечно од другата страна на мостот. Некаде мислам дека за најмногу 10 минути ќе стасам до хотелот. И морам да кажам дека хотелот B&B навистина е на добра локација, а храната наутро за доручек беше извонредна. Тука веднаш покрај Дунав има едно широко шеталиште, место каде што можете да седнете и да одморите малку. Во ова видео се трудев колку можам повеќе да ви ја представам Будимпешта во вистинско светло. И тонот тука е оригинален, значи не е како порано снимен и се надам дека вака поблиску можев да ви ја доближам Будимпешта и се надевам дека на некој од вашите патувања ќе уживате. И на самиот крај од ова видео ви благодарам што го изгледавте до крај. Тоа значи дека ви се допадна видеото, ставете subscribe или зачленете се на нашиот канал Level Center и останете во тек со сите наши нови видеа.
I od tuka počnov, od ova mesto i nekako mi je merak tuka i da završam.